Забраната за организиран јавен и приватен превоз во и од Тетово кон другите општини како мерка воведена за справување со пандемијата донесе низа проблеми. Жителите на околните села сега ќе мора да доаѓаат во градот исклучиво со автомобил, ако го имаат, што дополнително ќе создаде уште поголем сообраќаен метеж. Но и покрај забраната и казните, денеска сепак регистриравме неколку комби возила. Превозниците се жалат дека мерката ќе ги остави без пари. Јас се борим за леп, се борим, не знам. Имам 3 деца, не ради нигде, мама и тата. 5 луѓе сме куќи, не ради никој. Во Тетовската полиција пак велат дека досега се опоменувало, но веќе ќе почне и да се казнува. На повеќе пунктови низ градот се контролира дали има јавен превоз. Првиот ден од практичната имплементација на оваа одлука во Тетово, сите прекршители само се предупредува, но сега веќе не е така, се евидентираат и против сите прекршители без исклучоци ќе бидат определени соодветни санкции. Укинувањето на јавниот превоз донесе проблеми и за огромен број тетовци вработени надвор од градот. Одењето секој ден со автомобил, оној кој го има, велат е преголем трошок. Да, јас моментално работам во Скопје. До сега за да стигнам на работното место користев јавен превоз. Меѓутоа сега се нови мерки на владава, со кои се забранува јавниот превоз. Немам како да стигнам на моето работно место. И превозот со сопствено возило сега воопшто не е исплатливо. Поради тоа почеток работим од дома, меѓутоа во иднина ако треба да се појавам секој ден на работното место со сопствено возило, не би имала можност за такво нешто, како што премногу е скапо. Полицијата, војската и клиничката болница имаат свој организиран превоз и тоа било најважно. Ја правдаат локалните власти мерката. Останатите граѓани кои работат во приватни компании останува сами да се снаоѓаат или да бараат решение со своите работодавци. Токму поради ова, многумина се соочуваат со можно губење на работното место.